Почитувани, добар ден. Време е да започнеме со црвена линија. Минатата година во Македонија се уплатени 2,83 милиарди евра во казина, обложувалници и автомат клубови. Покажуваат податоците од Управата за јавни приходи. Истражувањето на Институтот за јавно здравје покажува дека секој четврти средношколец во последната година посетувал казина, обложувалници и апарат клубови. Ни треба ли нов закон или треба да почнеме доследно да го спроведуваме постојниот? Дали треба драстично да го ограничи бројот на казина и обложувалници? Секако тоа се прашањата со кои што денес ќе дискутираме со вас и верувам дека како и во секој едно издание на Црвена линија ќе земате активно учество. За учество во Црвена линија ве потсетувам, треба да го завртите нашиот број 02307 005 и секако напомена исклучително важна од технички аспект, го повторуваме тоа во секој едно издание, но се разбира важно е бидејќи доколку не го намалите тонот на ТВ приемникот, се разбира дека нема да имате воопшто чувство дека веќе ве очекуваме, ве слушаме, но вие нема да имате увид дека сте вклучени во живо. Исто така неретко се случува да ми помислувате дека некој друг зборува наместо вас, додека токму вие сте на линија и јавноста чека да ги слушне вашите одговори. Кога сме кај прашање и одговори, добре дојдени сте секако да бидете дел од оние кои што не следат на Инстаграм. Причината е секако анкетите на Црвена линија кои што редовно ги објавуваме секојдневно и тоа во текот на целиот ден. Заследете го профилот на Црвена линија на Инстаграм, како и профилот на Телма телевизија. Штом ќе не заследите, веднаш задолжително кликнете и на Инстаграм стори. Па и ве што ве прашуваме денес таму. Дали сметате дека има премногу обложувалници и казина во вашата општина? Две опции за одговор. Да не кликате секогаш на полето кое што го содржи вашиот одговор. Анкетите и резултатите се пресметуваат во проценти, а ги објавуваме стандардно и на Инстаграм стори, но и се разбира во живо во Црвена линија, некаде конкретно секој едно издание. Во продолжение ќе го погледнеме и прилогот на Мирјана Јовевска, кој што беше емитуван во рамки на последното издание на Бизнес Објектив. Погледнете. Минатата година во казина, автомат клубови и спортски обложувалници во Македонија, македонските граѓани и странските државјани уплатиле вкупно 2,83 милиарди евра. Институтот за јавно здравје неодамна презентираше резултати од истражувањето спроведено во Македонија во 2024 година од страна на Европската иницијатива ЕСПАД, која ги следи трендовите кај адолесцентите. Истражувањето покажа дека во последната година секој четврти ученик се коцкал за пари, при што со физичко присуство се коцкале 21% од испитаните ученици, додека онлайн тоа го направиле 15% од нив. Алармантно е што проблематичното коцкање кај испитаните средношколци се зголемува од 4,5% во 2019 на 7,6% во 2024 година. Од Институтот за јавно здравје велат дека податоците се одраз на секојдневието во кое што живееме, изборот на младите и средината во која се наоѓаат. Граѓанската иницијатива ги оцени ваквите бројки како поразителни и катастрофални, а преку Google ги мапираше обложувалниците, казината и слот клубовите во општина Центар, каде нивната бројка изнесува околу 60. Сметаме дека главниот проблем е сериозната загрозеност на здравјето на граѓаните, кое што директно потекнува од големата бројност и достапност на овие објекти до живеалиштата, работата и средината во која што живееме. Од владата информираат дека се работи на донесување нов закон за игри на среќа, што би требало појасно да ги регулира состојбите и односите во областа на игрите на среќа и да обезбеди поголема заштита на граѓаните. Се разгледува опцијата за воведување на дистанца на деловните простории за приредување на игри на среќа од основните и средни училишта и да се зајакнат механизмите за контрола на приредување и ширењето на игри на среќа. Дополнително, се предвидува да се зголемат сите давачки и надоместоци за игрите на среќа, ни одговорија од владата.
Почитувани, време е да ве слушнаме вас. Подсетувам за оние кои што малку подоцна се вклучивте за учество во Црвена линија, секогаш треба да се заврти нашиот веќе добро познат број 023070005. Намалувајте го веднаш и тонот на ТВ приемникот, не користете интерфон, спикерфон во текот на излагањето. А што на што денес ве прашуваме? Дали навистина ни треба нов закон или треба да почнеме доследно да го спроведуваме постојниот? Меѓу другото, дали треба и драстично да се ограничи бројот на казина и обложувалници. И секако сакаме да слушнеме од вас тоа во едно анкетно прашање, дали сметате дека има премногу обложувалници и казина во вашата општина. Сушност, вие ќе ни откриете каква е состојбата од таму од каде што ни се јавувате. Па верувам дека можеме и да почнеме со вклучување. Добар ден! Сте се исклучиле, ми јавуваат. Добро, ќе искористам можност да се разбира, да ве подсетам за сите вас кои што може би многу ви е полесно да се искажете или да земете активно учество во Црвена линија, особено во ова денешно издание. Facebook е се што ви треба, поточно профилот на Црвена линија. А зошто, бидејќи темата објавена и на профилот на Facebook на Црвена линија, прашањето е идентично, односно дали навистина ни треба нов закон или треба да почнеме доследно да го спроведуваме постоечкиот. Учеството на Facebook е секогаш преку пишување одговори во форма на коментари, ќе ги читаме секако во текот на ова издание меѓу вклучувањето гледачи во живо. Да почнеме. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас во Црвена линија сте, па еве, дали навистина ни треба нов закон или треба да почнеме доследно да го спроведуваме постоечкиот? Да, то поткитно се да се затвори. Тоа е ѓаол кој цел свет страда, поготово младите во Македонија, во училиште, не одаат средно, а малку виновни се и родителите, што знаат се прат дека и не знаат. Мислам дека треба подхитно господино Мицкоски, кој го гласавме, јас лично го гласав, тој кажуваше дека треба да се затворат брзите кредити и казината. А тој сега нешто само глуми. Јас мислам дека треба да се затвори подхитно. Каква е состојбата од каде што ни се јавувате во однос на бројноста на обложувалници? Катастрофа. Јас обично сум место катастрофа. Од 30 дета 25 сигурно игра. И казиона и брзи кредити ги трошат. Како зема, тоа не знам, како му дава една обична лична карта му дава таму, како тоа не знам. Јас како му се испаѓа и тие сите газди се кажуваат дека биле од бугари. Како влегле бугари кај нас да бидат газди со брзите кредити. Тоа мене ме интересира и ако можете притко на некој пат, како новинари да го прашате господинот Мицкоски за таа работа. Ако може, значи. Тој сигурно знае дека треба да се затворат поткипно. Сега не знам на кој му одговара, дали на власта или опозицијата. Јас мислам дека на сите му одговара. Благодарам многу за одговорите и учеството. Со вас и ја стартуваме оваа денешна дискусија во Црвена линија. Секако, она што сакаме од вас да чуеме, дали навистина ни треба нов закон или треба да почнеме доследно да го спроведуваме постојниот закон. Каква е ситуацијата од местото каде што ни се јавувате во однос на бројноста на обложувалници, коцкарници и апарат машини каде што неретко посетителите играат игри на среќа и се коцкаат, тоа е зборот, да. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, господине Роме. Каква е ситуацијата со обложувалници, коцкарници во Биџево? Не во Биџево, туку јас сум во близина на Струга. Во близина на Струга, добро. Ајде да слушнеме како е таму. Таму само обложувалници имат. Една до една. Наместо да имат училници или читалници, обложувалници. Тоа е коцкање. А без читање нема знаење. Треба да читаш за да знаеш. Така е, Тина.
Сакаме Се да сложуваш? слушнеме одговор од вас и дали навистина не треба нов закон или треба да почнеме доследно и да го спроведуваме и постојниот. Треба. Треба и мисковски да некој да ги затворите. Зашто ова е многу лоша работа. Наместо да читаат децата, тие оде на коцкање. А коцкањето е многу лошо. Тоа е како дрога, исто. А без учење нема знаење. Треба да читаш за да знаеш. Така е тина. Одговорите вие ги давате и секако секундите се наменети за она што сакате да го споделите со гледачите на Црвена линија. Тоа е мислата моја. Тоа би било се во ред. Благодарам многу господин Роме за учеството, а секако ние продолжуваме со вас и почитувани ве потсетувам, доколку не можете да се вклучите во живо, не можете да не добиете или едноставно така ви е поедноставно, а сакате се разбира да дадете одговор на нашите прашања, ве потсетувам се што ви треба е профилот на Facebook, поточно профилот на Црвена линија. Уште еднаш ќе ви демонстрираме како изгледаме таму, пристигнуваат и првите коментари и секако нешто подоцна меѓу вклучувањето гледачи во живо ќе започнеме со читање на истите. Дали навистина ни треба нов закон или треба да почнеме доследно да го спроведуваме постојниот? Ајде да видиме со вклучување во живо какви одговори ќе следуваат од вас. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, ве слушаме во Црвена линија сте. Па јас мислам не е до законот. До државата е. Како прво има премногу казина, коцкарници и такви работи, обложувалници, а како друго има уште една појава. Има огромен број на овие банки кои што дават брзи кредити. Како тие ги дават брзите кредити? Кои им се муштери? Јас ги гледам околу мене, има десетина такви. Муштери се обично сиромашни луѓе. Луѓе, роби и така нешто. Значи, луѓе кои што заработуваат од отпад, од такви работи, од отпадоци, од тоа заработуваат. На кој начин тие ќе ги вратат парите на банката? Банката му ги дава за 60 дена без камата. Кои се тие луѓе што дават такви кредити? Некој врти пари во државата. Ајде да ги видиме кои се тие луѓе што ги врти. Да не бидиме втор тат или либерти или било шо. Овие се посеја гледаат тоа. Никој нема клаено прст на умот да речи чекај, шо се овие банки? Какви банки се? Од каде пари? Од каде финансии? Благодарности и вам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Ке подсетиме дека неретко низ изданијата на Црвена линија се случувало токму гледачи да побараат да биде поставена оваа проблематика како тема во Црвена линија. Верувам дека секој еден од вас и како ќе сака да земе активно учество во ова денешно издание. Ке подсетиме, особено за оние кои што подоцна се вклучувате, дека минатата година во Македонија се уплатени 2,83 милиарди евра во казина, обложувалници и автомат клубови. Ова го покажуваат и податоците од управата за јавни приходи. Па и ве каква е состојбата во вашата општина? Дали има огромен број на обложувалници, апарат клубови, казина и така натаму? Добар ден. Здраво. Здраво, во Црвена линија сте, повелете. Разбира се. Па види вака, што се однесе до вие казина, чуда, муабет, еве го босот главен, дојде денеска, сабаѓа у 6:30. На граница се дојде. Мора да види како ќе му работи ергелата тука, не може он така да ги остави. Вајде има некој кучност тука, околу тие газдите тука или некој бизнес слабо го тера. И сега дојде човекот, као е, јас сега лици ставам на рака, еве сега ќе ме приведат. Они сори дојде да ги исконтролира тие што ги терат овие бизнеси. Нешто се спомнува закон.
Каков закон? Кој закон? Па закон треба да го донесе некој поштен човек, не некој што не е поштен. Кој е поштен во држава од овие функционери во држава? Со 2% доверно судство, со доверно парламентарци и влада, од нив ти очекуваш закони некои што ќе бидат од корист за тебе, за мене, за некој друг. Не бе тоа ќе биде само корист за такви како тој денеска што дојде од Косово, као се прошетал таму, па дошол, па следи милици. Мислам, смешни работи. Дали во рапки на вашата општина има премногу обложувалници казина? Има, колку статаш имаш со липкер да ги не со пагер, со липкер. Значи, колку статаш има, све зависи од тој што има жалба да се коцка или не. До луѓето, проблемот е до луѓето. Бедна држава, коцкари, колку стакаш, поздрав. Благодарам многу за вклучувањето. Секако веќе издвоиме дека постои кампања на интернет на сајтот Коцкањето не е игра, всушност кампања за едукација и подигнување на свесност од опасностите од зависноста кај младите од коцкање и за справување со нејзините ефекти. Така да може да се стекнат многу информација од областа на оваа проблематика во однос на зависноста, препознавањето на симптомите, помош и поддршка. Но ние во Црвена линија денес и следново ве прашуваме дали навистина ни треба нов закон или треба да почнеме доследно да го спроведуваме постоечкиот. Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Значи, законите сите закони, меѓутоа, тоа што не се почитува, тоа е друга работа. Значи, постои тотално непочитување на закон. Кога е во прашање, кога се казината, како може да пуштаат малолетници внатре, значи, тоа е невозможна работа. Второ, по однос на обложувалниците, значи не може да влезе нерегистриран играч без 18 години за да уплати тикет. На крајот од кредитата, сите овие што се јавуваат забораваат едно. Никогаш нема да се стигне овој закон за се најголемите приходи. Оваа држава ги добива преку даноците токму од овие обложувалници и коцкарници. Еве, например, се донесе закон за пушење. Зошто не се донесе закон за алкохолизам? Зошто не се затворат кафаните или не се каже не може да се пие по едно пиво? Значи, во оваа држава владеат тотални нелогичности и така нататък. Нека ми каже еден кој е тој што ќе го сопре овој закон, каде што најголемите приходи на државата поднос на даноците се токму од овие приходи. Благодарам на внимание. Благодарам и вам за споделеното учеството во Црвена линија. Продолжете да не следите и понатаму. Инаку, според Светската здравствена организација, зависноста од коцкање е официјално призната како ментално заболување, кое што се карактеризира со постојана преокупација со коцкањето, зголемена толеранција, всушност тоа е потреба за поголеми влогови за да се добие истиот ефект и неможност да се прекине коцкањето и покрај очигледните последици. Дали навистина ни треба нов закон или треба да почнеме доследно да го спроведуваме постоечкиот? Очекуваме од вас еве да ни откриете и во рамки на вашата општина дали сметате дека има премногу обложувалници, апарат клубови, кладилници и така натаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тина, убав ден. Убав ден и вам. Повелете, ве слушаме внимателно. Јас живеам во Ново Лисиче на... Ве слушаме? Сега, одлично. Јас живеам во Ново Лисиче на булевар Февруарски поход. Во мојата зграда, која е во спротивната зграда на 20 метра, во која има две коцкарници, две казина, во една иста зграда. А основното училиште е на само преку булеварот. Нели беше донесен закон да нема добризна коцкарници, што има основни училиште и средни без овој. Баш како
што има во секоја зграда обични обложувалници, не казина. Каде на овде законот да се примени стариот или да се донесе нов, ама да се потписува? Па не, јас гледам од мојот балкон и влезот на едното казино. Во касните часови и во утренските часови влегуваат брачни пари наши жена, девојки. Тоа е катастрофа. Човек да се уплачи од ова зло, бидејќи котката е до века. Тоа што е заразен со котка, тешко му. Благодарам многу за споделеното со гледачите на Црвена линија. Секако една напомена за секој еден од вас кој што сака да се надополни или не ви се доволни оние наши предвидени 90 секунди за едно јавување, секогаш сте добре дојдени повторно да го завртите нашиот број 023070005. Ве префрлам на Facebook. Прашањето е идентично како и за гледачите на Црвена линија. Дали навистина ни треба нов закон или треба да почнеме доследно да го спроведуваме постоечкиот? Еве што напиша Тихи Дон. Треба само доследно да се спроведуваат постојните закони, неселективно и без пардон. Под 18 плюс не смеат да влезат во казина и обложувалници, ама сепак влегуваат. Како? Им дозволија на секаде да отвараат казина и обложувалници, ги навлекоа луѓето и сега сметале. Државата зема даноци од нив. Ако ги забрани, само ќе допринесе повеќе да се размножи сивата економија. Благодарност до Тихи Дон. Продолжете, бидете активни, ве охрабрувам и на Facebook. Сега го ги читаме вашите одговори во рамки на ова издание. Добар ден! Дале се слушаме. Јас секако ќе дадам малку повеќе време да видиме дали ќе имаме успешно конектирање со следниот гледач или можеби гледачка. Подсетувам прашањето дали навистина ни треба нов закон или треба да почнеме доследно да го спроведуваме постојниот. Добар ден! Наверојатно имаме некој технички проблем во однос на линиите, но како и да ве подсетувам, почитувани, навистина е исклучително важно да ви биде намален тонот на ТВ приемникот. То тука и постојано го повторуваме ова правило, затоа што ако не го сторите тоа од кога ќе ве превземат во режија, нема да имате увид воопшто дека веќе сте во живо, вклучени и секако ние со нетрпение ги очекуваме вашите одговори. Ке се обидам уште еднаш, верувам ќе имаме среќа овој пат. Добар ден! Ало, добар ден! Во Црвена линија сте, повелете. Јас мислам дека уште народот ќе се отварат тие коцкарниците. Колку народо повеќе е сиромашен, повеќе сака да се коцка и да добива пари на лесен начин. Работата е во тоа што коцкарниците се наоѓаат блиску до школите и се коцкат малолетни лица и е дозволено влез на малолетни лица во коцкарниците. Јас мислам дека тај треба да се донесе закон да малолетните лица не влегуваат во коцкарниците и да се коцкат. И тие брзите кредити што ги донесуват и тука, и тие брзите кредити многу луѓе упропастија. Даде му рок, во рокот толку време да го врне кредито, ако не го врне, му запленуваат и куќата. Значи народо, колку станува се посиромашен, повеќе оде на коцкање и на брза пара. На тај начин мисли дека ќе се збогате и ќе донесе некоја пара повеќе. А тие кладеониците имат многу сметка од такви луѓе и нивниот профит е се поголем и поголем. Значи може овоа и стариот закон да се преминува, али на соодветен начин. Така, благодарам и вам за одговорите во Црвена линија.
Што е зависноста од коцкање? Зависноста од коцкање, почитуване е состојба во која поединецот губи контрола врз своето однесување поврзано со коцкањето. Иако коцкањето може да започне како забава кај некои лица, тоа брзо преминува во неконтролирана потреба за постојано коцкање и покрај негативните последици. Луѓето кои се зависни од коцкање постојано се обидуваат да го вратат изгубеното, носејќи импулсивни и ризични одлуки што може да доведе до сериозни финансиски, но и ментални проблеми. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден. Линија, поздрав, добре. Дали навистина ни треба нов закон или може би треба да почнеме доследно да го спроведуваме постоечки? Прво ние постоечките закони не сме ги примениле, не сме ги употребиле и не сме почнале да казнуваме по тие закони. Второ, нов закон ако се донеси, тој немаш да има ништо друго повеќе, поголема контрола, ограничување на возраста на пациентите што ќе влегуваат таму, но да знаете едно, влегуваат од главен влез, излегуваат на спореден и никој не ги гледа дали влегли, излегли и така и обратно. Или од тој спореден влез влегуваат и излегуваат. По мојата улица близко тука има не едно, дури 4 казина. Значи, а дали не има тука во цела, значи, околу 1500 жители, не знам, а има 3-4 казина. Да ми се чини дека сепак треба власта да се позанимава. Тие казина да се намалат или да се воопшто и да се укинат е подобро, бидејќи оно што претходно зборуваше гледачката, значи луѓето мислејќи дека со тоа што се 50-100 денара се плаќа, значи на тие уплати, но кога ќе се земе дека денеска 50 ливчиња ќе уплати, фактички ќе отиде цела плата и ќе ги остави луѓето дома без јадење, без ништо, децата на школа, без доручак и така натака. Значи, повод да ги нема казината, ако мора минимум 500 до 1000 метра од школите подалеку. Благодарам и вам за одговорите во црвена линија. Ве префрлам на Facebook. На прашањето дали навистина ни треба нов закон или треба да почнеме доследно да го спроведуваме постоечкиот, еве што напиша Благоја Петровски. Треба да се прави разлика меѓу казина и обложувалници. Казината се првенствено за забава, за тие со подлабок джеп, а обложувалниците за забава, ама и да се гледа најмногу фудбал и дружба, бидејќи дома може некој ја нема некоја кабловска телевизија која дава Лига на шампиони или некое национално првенство, па не може да го гледа својот омилен клуб и ќе отиде до кладилница да го гледа надпреварот и ако не сака, не мора да уплаќа ливче. Благодарност до Благоја. Ние ќе подсетиме дека според податоците од Управата за јавни приходи, минатата година во Македонија се уплатени 2,83 милиарди евра во казина, обложувалници и автомат клубови. Истражувањето секако и на Институтот за јавно здравје покажува дека секој четврти средношколец во последната година посетувал казина, обложувалници и апарат клубови. Од тука и црвена линија денес прашува, ни треба ли нов закон или треба да почнеме доследно да го спроведуваме постоечкиот. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Дали ни треба нов закон? Нов закон ни треба да се затворат сите казина, сите банки кои работат нелегално. Зашто ја поспречуваат инфлацијата? Станаме современа држава со коцкарници, со наркотици, уште јавни куќи ни треба. За да се затвори, тоа треба само Еди Рама може во Албанија да го стави. Ние не можеме овде. Ние сме или наивни, или сме, да речем, хендикепирани. Подхитно треба да се затворат сите нелегални банки кои работат и казината. Не да мислат дека ќе останат без работа не знам колку, или стандардот ќе падне, или буџетот ќе се намали. А тоа го направи само Еди Рама во Албанија. Ние немаме таков маш како него. Бидете поздравени.
Благодарам. Покуси од предвидените 90 секунди, но сосема јасни. Продолжуваме почитувани со вас и исто така ќе ве подсетиме дека доколку кликнете на коцкањето neigра.mk, секако ќе имате можност да на овој сајт доколку и постои потреба особено, овозможена е и помош, но и контакт. Темата на овој сајт е целосно посветена во однос на зависноста коцкање. Има повеќе фрагменти каде што можете да кликнете да добиете информација од типот препознавање на симптоми кај некој кој што има веќе проблем со коцкањето. Но сакаме од вас да слушаме и дали сметате дека има премногу обложувалници казина во вашата општина. Добар ден. Добар ден, Тина. Ве слушаме, повелете. Вака, премногу има коцкарници во сите општини, не само на градот Скопје, на територија на цела држава. Повеќе сме од Лас Вегас, што би се рекло. Треба да се затворат тие коцкарници за доброто на луѓето, затоа што се додека е тоа како во рекреација, не е болест, ама знаете, линијата меѓу рекреација и завист е многу тенка, а човек кога го има толку блиску тоа нешто, во случај коцкарници, многу лесно завлегува во болест. Така да и со постојниот закон и со нов закон не е битно на дали ќе има нов или постојен, треба да се ограничи, значи во една општина колку коцкарници да има, значи премногу им се достапни тие коцкарници на луѓето, едноставно луѓе во кој западен, кој во Долгови, кој ова, кој она, сака едноставно да си ја проба среќата, а така и едноставно си влегува тоа како болест. Потоа диагнози ова, она, па кредити, па едно друго што кажа гледачката претходно пред ветријавувања, брзи кредити и тоа е нешто страшно. Али пак мислам дека тие кредити со коцкарнициве се многу тесно поврзани. И моje мислење е да се ограничат и да се затворат. Многу, да нема карши школи, да нема карши маркети, да нема во згради, да нема до автобуски, значи да нека има 2-3 во цел да... Благодарам за одговорите и секако за споделеното со гледачите на Црвена линија. Одиме повторно на Facebook. Почитувани, за следете го профилот на Црвена линија. Не само во однос на оваа тема, секако и во секоја една наредна ќе имате можност активно да земете учество и преку пишување коментари, всушност давање одговори на прашањата кои што ги поставуваме. Денеска прашавме дали навистина не треба нов закон или треба да почнеме доследно да го спроведуваме постојниот. Па еве што напиша Мите Сакалиев. Премногу се. Нешто треба да се направи, да се вон урбани средини. Потешко ќе бидат достапни, сега се олесни и пристапот од мобилни телефони, така да можеш да бидеш било каде и да се коцкаш, ај ке речам. Тие 3 милиарди, барем 75% се извадени пари од домашниот буџет на граѓаните, а ке имаат плюс и банките и лихварите. Народот, колку што му дала природата, мозок се навлече на брзи пари, кои секогаш се далечни и некако си во круг, трчајќи да се изведиш во наводници. За жал. Продолжуваме со вас, почитувани, да ги слушнеме и вашите останати одговори во текот на ова издание. Црвена линија прашува дали навистина вие сметате не треба нов закон или треба да почнеме доследно да го спроведуваме постоечкиот. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ќе бидам многу краток. Дали е потребен закон? Не закон, него закон што треба потитно за 24 часа да се реши и брзо да се донесе. Затоа се со вакви казина, кладилници, вамо луѓето ги гледам кога поминувам добро утро, каде еве идам на работа. Фактички ако нашиот систем работува околу 30.000 работени можеби, и ако тоа е за пофало, тоа е ужасна работа.
Ако така се вработуваат млади луѓе кои што затајуваат во некој, да не објаснам, да не биде многу црно разбран, значи, како што има правила во парламент, има 120 платеници, во однос на толку локални ваму, толку треба да има ете и казина или пак кладилници, нели, како се вика таму. Меѓутоа, или да се лоцираат на едно место, како Луна парк нека биде таму. Не може би у населено место ке мене, еве, например, живам у Карпуш, у Влае, 1, 2, 3, па не знам, 15 ги има на непон километар квадратен. Тоа е за мене ужас. Благодарам и вам за учеството и споделеното во Црвена линија. Продолжете и останете со нас. Почитувани, да не заборавиме уште еднаш да ви укажеме дека активност можете да имате и кога и удел се разбира во однос на темата и кога станува збор за анкетата која што е во текот на целиот ден објавена на Instagram Story. Тоа значи дека треба да не заследите на нашиот профил Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Прашањето на денешната анкета е следно: дали сметате дека има премногу обложувалници и казина во вашата општина? Две опции за одговор: да, не, како што гледате полето кое што го содржи вашиот одговор, на тоа треба и да кликнете. Се разбира, во текот на ова издание се уште трае анкетата, можете да дадете удел во истата, резултатите ќе бидат секако објавени и на Instagram Story, но и некаде конкретно ова денешно издание за гледачите на Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Повелете, ве слушаме. Видите вака, што се однесува до прашањето. Денески имаме, преслушнав првпат информација дека, пазете, не милиони, 2 милиарди и 800 милиони се вртат по обложувалници. Ќе напомнам, 2 милиарди и 800 милиони. Башка е лотарија на Македонија. Тоа е огромна пара. Како можеме се да мислиме сиромашна држава, а на секој чош имаме казина? Законот треба да се спровери, не можеш ти во обложувалници толку, во Прилеп толку, Прилеп во Битола. Моје мислење, ова е премногу пара, бе. Тоа е невидено. Сега, без база ова не сум на темата, не ќе да ми исклучиш. Значи, гледајте, ако рачунам така, кој беше шеф? Артан Груби, овој се што се враќа со смеење назад, значи кукупари тој однесе за тие 6-7 години. Тоа е ненормалистика нешто, тоа е невидено. Кога слушав на вашите вести, дека колку средношколци играат, колку, тоа е неверојатно, тоа се огромни пари, а државата си спие. Мора некој закон да се сменува. Не може вака, Тина, ве поздравувам. Благодарност до учеството и одговорите во Црвена линија. Еве што напише и Драгча Николовска на Фейсбук. Казина има премногу, а донив и по некоја аптека за играчите да си набават лекарства за смирување. А ние ќе подсетиме дека родителите играат и клучна улога во забележувањето на раните знаци на зависност од коцкање кај своите деца. Младите често ја прикриваат својата зависност, па затоа е важно да се обрне внимание на повеќето предупредувачки знаци, како што се зголемена тајност околу дигиталните активности, ненадени финансиски проблеми, промени во расположението и повлекување од семејството и пријателите. Па сметате ли дека треба да се креира нов закон или може би треба да почнеме доследно да го спроведуваме постојниот? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Секако предност даваме на гледачите, се исклучил кој и да е на линија, но секако голема активност имаме и на, се разбира, на социјалните медиуми. Поточно ќе продолжиме со она што го напиша Миша. Добро, ќе продолжиме со Миша Џони да ве слушнеме во живо. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден, повелете. Па, значи каква тема ова.
Значи, кога ќе тргнете партизанство, зашто јас многу пат по партизанска, една оти е Лас Вегас. Значи, немаше да ги броиш број, не можеш да избориш. Значи, во секоја зграда или секоја предавница била, това е сега казин или обожувалница било така. Сега ќе ви кажам кај мене, значи вака, од па не знам колку има, ајде ма нема 500 метра, ајде по 500 метра ќе става. Значи на секој 500 метра има 3 обложувални. Значи, прво не можем овако таа конкуренција како ја издржуват. Значи, има превише луѓе што по тие зони, што може на секој 500, нема ни 500, карикирам, затоа што не дадам повеќе простор. Како може, значи, тоа да биде да работат тие, значи не треба да работите, да заработувате. Значи, ова државата треба да подхитне. Зашто во Грција нема? Зашто грците да доаѓаат во Македонија, овие, кажи ги, казина? Значи, зашто треба нашата држава нешто да преземе под хитно? Еве, видите во груби и сега. Значи, оние за парите што беа од овие казината, ги однесе во Албанија таму кај беше, па сега се врати да дојде и понатака што треба да настави. Значи, под хитно мора да се направи нешто и да се затворат казината и да се стават каде што е место што може во некој хотели, што ќе знам како порано што беше, а не сега. Благодарам за одговорите. Подсетувам 90 секунди е време траењето на едно јавување, но додека трае црвена линија, секако можете повторно да се вклучите. Започнавме да го читаме коментарот на Миша Џони Инглиш, но вклучивме, се разбира, гледачка, бидејќи оние кои што директно се вклучуваат во црвена линија имаат предност. Ајде сега да преминеме повторно на Facebook и да видиме што напиша токму Миша Џони Инглиш. Мислам дека ни треба дополнување на постојниот закон за игри на среќа. Има премногу обложувалници и казина во градовите. Како прво треба да се забрани влез на малолетници во обложувалници и казина. Најдобро да се забрани таму влез на лица помлади од 21 година, како што во Соединетите Американски држави е забрането купување и конзумација на алкохол за лица помлади од 21 година. Како второ, казината треба да се дислоцираат надвор од населени места и да бидат покрај автопатот, како по примерот на казината во Соединетите Американски држави. Треба на секој што влегува во такви објекти да им се бара лична карта. Па дали навистина еве ни треба нов закон или треба да почнеме доследно да го спроведуваме постоечкиот? Добар ден. Ало. Добар ден. Поштовани госпожа Тина. Поздрав до вас. Еве, како е во Ѓорче да прашаме во однос Слушайте. на обложувалници? Дали сте го гледала филмот Невозможна мисија со Том Круз? Има повеќе делови, да. Така. И први, втори, трети, мислам до четврти. Све додека со овие три партии, невозможна мисија ќе биде во сите тие ваши наслови и емисии што ги ставате. Да, дали треба нов закон? Да. Треба нов закон, пратениците да донесат да речат, чекајте, дојка се ВМРО, ЕС и ДУИ не ја бидува Македонија. Дајте да си поднесиме оставка, да донесиме луѓе од страна. А од страна јас пак ќе кажам, нека ме чуе гоца, начинот како се работи законот, 10 луѓе од Словенија, па тогаш ни Касина, ни Мазина, ни Бадентер, ни Мадентер. Да видите како ќе профункционира законот кај нас. А све дојка Советски партии, секоја чест на телевизиите, џаби ви се темите, ништо нема да се спроведе, ништо нема да се донесе, ни закон, ништо. Само Македонија, македонци ќе тонат и после ќе објавувате таа година толку отишле во Словенија на студирање. Толку бугарски пасор земале, толку отишле во Германија. Затоа икам, да изгласа закон, да ги снема овие политички партии. Тогаш да видите како ќе профункционира закон. Стечај му треба на Македонија, што вика господинот Љупчо. Од Словенија 10 луѓе за 10 години. Јас 6 ги имам. Господ ќе каже до кога ќе живам. За млада генерација да видат една правдина, а да не се вадиме на глобално ниво Мексико вака, Америка онака. Тука да се ги средиме работите. Ама по се изгледа, не сакаме ние и затоа со години, 35 години само тониме и никако напред. Тина, биди ми поздравена, све најдобро.
Се најдобро, останете секако и гледајте го и понатаму ова издание на Црвена линија. Благодарам за активното учество. Продолжуваме понатаму. Дали сметате и дека има премногу обложувалници и казина во вашата општина? Добар ден. Дали се слушаме? Намалете го тонот на телевизорот веднаш. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот ве молам, веднаш. Повелете. Ово е спомене за што се јавува. Дали слуша за Едвард Карден? Господине, дали навистина ни треба нов закон или треба да почнеме доследно да го спроведуваме постојниот? Дали го познава Едвард Карден, тој цела лесна индустрија однесе во Словенија. Во Македонија остана тешката индустрија и затоа ние патиме и страдаме. Господине, дали сметате дека има премногу обложувалници казина во општината од каде ни се јавувате? Има, треба да се намалат. Јас сум во тие да си играм спортска прогноза. Треба да се намалат, само не таа количина да Не треба ли нов закон или треба да почнеме да го спроведуваме? Треба нов закон, малите да не влагаат во кладилници, строго да се забрани и така. Дали спомнавте играте... Господине, спомнавте спортски се обложувате. Дали има строги контроли во однос на влезот на малолетници? Нема. Дали е тоа се? Најверојатно да. Благодарности вам за одговорите и секако останува и уште еден коментар. Джими Девид Волтер напиша цела Македонија еден голем Лас Вегас. Одиме со реклами. Сега да погледнеме како одговори оние кои што не следат на Инстаграм. Заследете на Црвена линија и секако учествувате во утрешната анкета. Денешното прашање анкетно беше дали сметате дека има премногу обложувалници казина во вашата општина. Со да одговорија 90%, со не 10%. Останува да ве потсетам секогаш да се информирате на telma.com.mk, да ви се заблагодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Секако утре повторно нов предизвик, нова тема. Останете со Телма, следува репризното издание на Бизнес објектив. Од мене имајте убаво попладне. Довидување.